Сега успокојте се, уживајте едно половина час со Игор Ангелов и еве нешто наку со зад камери воциравме спомени, се прашувавме утринава и тој ни потврди, посведочи дека веројатно Игор, Телма ти носи фини емоции. Охо продукција и почетоците со Мина и Петко плюс и така натаму во големото студио на Телма. Први телевизиски. Први беа телевизиски тогаш? Па да, моето прво телевизиско искуство е поврзано со оваа телевизија. Тука за прв пат водев емисија, детска емисија 5+, трчај Петко, тогаш емисијата одеше во живо и беше многу возбудливо. Речи си секој ден одеше, мислам во 5 часот точно почнуваше. Да, се нели покрај неколку сценографии. И ние доаѓавме од сегде и со брзање, ајде почнува. Па чина ми гости имавте можеби некои. Гости, носевме гости и тоа беше многу убаво искуство, траеше долго. Многу убави спомени ми се врзани за тоа и секогаш кога ќе дојдам во вашата телевизија, така некоја убава топлина осеќам. Веројатно одамна си синоним за Петко и многу голем дел од детските генерации те поврзуваат со тој проект и навистина нели претпоставувам привилегија да. Па да, преку таа емисија се создадоа некои ликови кои што после ги дооформивме и снимавме серии и се случи тоа што се случи. Имаше кастинг тогаш за Петко, Игор? Па за Петко не мислам дека можеби имаше, треба да го викнете продуцентот да ви каже, ама знам дека неколку имаше актери, сега да не откривам кои во Петко, но јас низ работата во вашата телевизија, во таа емисија во живо, така се роди Цветко, така се роди детективот Цветко, така се роди Дедо Менде. Дедо Менде кој што после стана лик, препознатлив. Еволуција цела се случи. Да, тоа се случи сосема случајно, да речеме, по пат на импровизација. Да, како ни текна, можеби ако имаше некоја архива, бидејќи ве зад камера, спомнавме Мина. Кои бевте тогаш ликовите почетоци? Па Мина, Петко, повеќе, тогаш имаше Виви, тогаш имаше и други. Виви имаше, да. Да, имаше браќата, сестрите на Петко се појавува, Комшо уште тогаш не беше Комшо, беше, како се викаше, или можеби Комшо беше. И тоа беше убаво. Да, Комшо. И ротиравме, си носевме гости, имавме убава слобода да си одбираме гости, носевме, не знам, од пејачи до спортисти, до не знам, падобранци, донесовме падобранец, цел падобран и го донесе во студиото. И така, имаше многу деца, имаше од драмски студија доаѓа. Така беше. Готвачи, имавме за здрава храна дел, каде што знаеш, убави и сетот беше многу приказни. Цело се нели во Телма и се сеќавам дека така секој пат имаше возбуда кога ќе се случеше некоја нова. Многу беше интересно, многу беше смешно. Таа импровизација, секогаш кога се работи нешто во живо, со импровизација имаше јавување директно во студио. И се јавуваа деца од цела Македонија, родители, баби, дедовци и никогаш не знаеш каде ќе ве однесе емисијата. Доделувавме некои награди символични, но убавото е што навистина пренесувавме една многу убава и благородна идеја. Да, после оние проекти веројатно што ние сме растеле во времето пред многу години од не знам зимска рекреативна програма, пласирање и така натака. После еден голем застој беше вистинско освежување за детската популација. И сигурно привилегија да гледаш како еволуира еден ваков проект за детската публика, па и за сите родители кои што заеднички некако растете и созревате со овие ликови. Да. Продукцијски кажано, но уште поголема привилегија и убаво чувство за мене кога ми приоѓаат деца кои што сега имаат 18, 20, па над 20 години и ми велат кога бев дете, само тебе те гледав, ти ги знам сите реплики. Здрава храна за детство без мана, не знам, некои основни навики, немој да пушиш, оти ме гушиш, некои за рециклирање, некои основни работи кои што се многу битни за тој развој. Тоа чувство е незаменливо. Животни темели поставивте со оваа продукција, така некако спонтано дојде нели поврзаната твоја со Телма, меѓутоа јас се уште не можам да верувам како проектот толку голема, не можам да верувам многу погрешно, толку тоа што го правите, нели се сретнавме на Вози право, Вози здраво,
толкава екзалтација и возбуда кај публика со родители и деца не сум видел, нели, и тоа е вистина денеска да знаеш дека мамиш насмевки и љубов кај многумина. Тоа е. Па уживам во тоа, драго ми е што го создадов тоа и навистина суверено си стојам за тоа и ми е многу кејф. И јас кога бев дете имав своји херои. Помнам кога го запознав Бранко Коцкица на еден фестивал во Црна Гора. Значи, моето детство беше, јас го гледав него, ги знаев сите негови емисии, и после студент бев и после тоа. Тој беше one man show во своје време. Тој беше човек кој што мислам во тие години на телевизијата како медиум каква детска наивна енергија. Да, и телевизијата како медиум беше страшно моќен и кога го запознав после, да речам, 15-20 години во Црна Гора, исто си направивме еден многу убав разговор, муабет и ден денес го помнам. Хероите од детството никогаш не бледнеат и тоа е навистина така. И пак ќе повторам по 100 пат можеби. Многу ми е драго што успеав такво нешто да направам. Апсолутно. Да, и после толку години ете, можеби почетоците се со програма која што е најмногу наменета за децата, меѓутоа понатаму во развојот на твојата кариера се многу бројни проекти. Те гледаме и на филм, те гледаме и во театар и така натаму, меѓутоа последното нешто најактуелно за кое што се зборува многу е монодрамата Сите најубави нешта. Да, само момент вака. Инаку вчера, бидејќи имаме ние еден креативен тим кој што работи за социјалните медиуми, Телма и така натаму, ќе ги поздравиме и Триксон екипата, и кога вчера ги споделувавме со говорниците за денешното сценарио на Утринска филма, те праќаме, нели, дека си дел од нашата тема. И Ана вели, ако не сте ја гледале, еттен ја препорачувам Сите најубави нешта. Ова е веројатно аплаузот кој што го добиваш последниве неколку месеци. Тоа е исто така една работа која што е ново поглавје во твојата работилница. Да, монодрамата Сите најубави нешта е нешто што ми се случи во последниот период. Ме држи многу возбуден сум околу тоа, нешто што го открив сега на моја возраст. Монодрамата како медиум е многу поинаква, чудна е, сам си пред публика постојано. Некој велате. Мислите ли дека е посебен предизвик за секој еден актер? Па многу ме прашуваат така и јас порано многу се плашев на монодрамата. Има многу монодрами гледано. Тоа е таква форма да сега актерот излегува и го кажува. Го крши четвртиот зид, прави црта под неговиот искуство и неговите работи што знае да ги прави и сега демек покажува што се знае, па се покажува најдоброто од него. Но јас некако не поминав така со мојата монодрама, некако многу спонтано, многу нежно. Па не беше нешто да сега јас речам, ајде сега ќе направам представа и ќе покажам се што знам да глумам и ќе ги покажам сите, не знам. А чија беше идејата за монодрамата, Игор? Па сосема случајно ми ја даде Дејан Пројковски да ја прочитам. Ми рече само прочитај го и види што ќе ми кажеш. Јас ја прочитав и знаев дека си реков ова морам да го направам. Значи тоа е такова еден актуелен материјал напишан, толку е тоа блиску до нас, до времето што го живееме, толку е модерно, зборува за работи за кои што ние најмалку сакаме да зборуваме, а сегде е околу нас. Сега да не влезам во раскажување на представата, тоа никогаш не сум го сакал, но еве можам да кажам, зборува за депресија, за осаменост, зборува за како анксиозност и како едно дете проаѓа, расте, почнува од 7 години па се до мојата возраст, во случајот 47, како низ 40 години се случува едно дете да расте со еден проблем кој што е многу актуелен. Тоа значи самоубиство, тоа значи стравови и осаменост и тага, но раскажано на еден многу чудесен, дури смешен начин. Портретираш, претпоставам, нека човек кој што поминува низ своја екзистенцијална криза? Не. Поминувам, раскажувам приказна за едно дете, еве, пак влеговме во раскажување, ама нема бегање тоа. Како расте со депресијата на мајка му. И како низ тие 4 од својата мајка на... Да, и како низ тие 40 години живот, додека
додека се случува тоа што се случува, тоа проаѓа низ него. Тоа е толку актуелно што јас ја играв представата пред значи деца од 15, 16, 17, 18 години ја гледат представата до 70 и над 70. Така да тоа неверојатно е актуелно и за младите и за возрастните. Се случува. Представата е интерактивна, во еден момент четвртиот зид нели е скршен, многу од публиката станува дел од представата. Значи сите доаѓајќи во представата се дел од представата. Едно време играме представа, едно време сме на, како се велат оние групи за јавна за групна поддршка. Едно време не знаеме дали сме на психолог, психијатар. Јас не сум експерт за тие работи, не се занимавам со тоа. Ама како форма го доживуваш тука тоа? Апсолутно, тоа е толку совршено напишано, затоа што тоа е толку блиску до сите нас. Ние можеби не го знаеме вистинскиот збор, што значи зборот анксиозност, од каде доаѓа коренот, што значи паничен напад, што значи страф, што значи страф од неуспех, што значи страф од ова, не знам, очекувања, преголеми очекувања или како се вели тоа сега, има многу изрази нови кои што ни ја не ги знам, каде што се случува некој крах, некој кршење. Тоа е толку блиску до сите нас. Сите познаваме некој што проаѓал низ тоа или проаѓа. И што е најважно, не е само да се отслика представата, туку повикува на разговор. Ние се правиме, само не разговараме. Ние се можеме да зборуваме. Кај нас, нели, во нашето општество е такво општество каде што момчињата, ако плачат, родителите викат немој да плачеш, момчињата не смеат да плачат. Во училиште дете ако има проблем, не сме никој да знае за тој проблем. Педагозите сигурно по училиштата го осеќаат тоа, но убеден сум дека недоволно си е. Не се дали од таа причина, например, ако ни спомена зад камери, дека идејата и планот е да се одигрува оваа представа и во училиштата? Да, мислам дека представата совршено ќе корespondира со возраст трета, четврта година, 17, 16, 18 години. Да, па тоа се години, јас поаѓам од себе. Јас кога бев во тие години, имам деца кои што го поминале тој мојот мал син на таа возраст и знам што проаѓаат. Сега живееме во време каде што не знам, ние сме преполни со такви некои, како се велат тие, експресии од типот на социјални мрежи, телевизии, имаме внимание кон се, но тоа е толку бледо, толку лито, површно, ни проаѓа низ прстите, 5 секунди, 10 секунди вниманието ни преоѓа на друго и одеднаш осеќаме еден страшна празнина. Таа празнина е нешто што ја има насекаде околу нас. Живееме во свет кој што е ужасно суров, дишеме ужасен воздух, не разговараме и мислам дека овој текст кој што случајно стигна до мене да го прочитам, навистина вреди да се изигра и да се покаже. Некој пат си се почувствувал, бидејќи мојот покоен дедо беше основоположник на албанскиот театар во Македонија, така што и глумеше и во македонски представи. Рано замина, меѓутоа знам од некој мој искуство дека кршењето на четвртиот зид може би едно ултимативно состојба кај актерите. Да се повредаш на друг начин. И нема некој кој што во моментот не пишува за оваа монодрама со тебе, сите најбови нешта, баш едно интимно театарско искуство, како што кажавме во темата, во кое што многумина кажуваат, публиката добива задачи и активно вклучена во секоја твоја изведба и во просторот. И од друга страна дека излегуваат со чувство на една благодарност и олеснување. Да. Има кулминација убава? Да, има многу добра структура напишано. Јас не се занимавам со драматургија, но ја чувствувам на некој, ја осеќам многу добро и е совршено напишан текстот, да ги има сите делови што треба да ги има една совршена драмска форма.
Најубавото е што самата публика станува дел од представата. Моите животни, не знам моите ликови што се појавуваат низ животот, да речеме татко ми, мојата девојка која што после ми стане жена, па не знам, мојот професор, додека сум на академија, јас ги одбирам од публика. Некогаш се случува... Рандом само? Рандом. Значи, сосема рандом, доаѓа публика и стануваат на некој начин дел од таа приказна. Се случува, има изведби каде што некој спонтано си станува и сака да каже нешто. Може ли да кажам нешто, се разбира? Значи, баш како за поддршка. Значи, како да кажам, едно време се веламе, чекај сега, ние, сепак ова е театар. Се случува после представа. Да, се случува после представа да ми приоѓат луѓе и да велат, не знаев дека тоа ти се случило. Леле Игор, не знаев дека тоа ти се случило. Ама ја им велам, не ми се случило. Ова е текстот, инаку текстот е Данкан Макмилан, по мотиви од Данкан Макмилан. Прекрасен писател. Мислам дека од Англија, можеби од Ирска, од негде од островот е. И само уште нешто, има една фина музичка подлога, има една интересна меланхолија која што се привлекува во дискографијата на Ерик Клептон, а особено Autumn Leaves, која што е централно место во... Да, тоа е мој избор, тоа е една од моите омилени песни, поготово Autumn Leaves од Клептон. Во оригиналниот текст има джез музика, има цела испреплетена со джез музика. Джез музиката е за мене нешто што јас го почитувам и го проаѓа низ мене и мислам дека најубаво ги истакнува емоциите, ги доловува емоциите покрај класичната музика. И Autumn Leaves јас ја одбрав, инсистирав на тоа, инсистирав уште на некои парчиња, не сакам да зборувам сега кој конкретно, нека дојде публиката, нека ги чуе. Да, јас кога читав за како е изградена представата, велам. Неверојатно, значи на неверојатен начин се спојува музиката. Знаеме дека музиката е таа што поготово во уметноста и во театарот многу нас ни помага. Многу. Знае некогаш емоцијата да ти се експресира да ја земе, да те однесе на некој друго ниво публиката, на точно место ако се пушти музика, визуелно додека гледаш. Па не случајно и големите филмови светските филмови, најмокните светски сцени во кинематографијата се поврзани со некоја музика која што ја помниме на некој начин низ филмот. Јас само да видам сцената и знам која музика или обратно. Можеме да најавиме следни изведби во најскоро време? Да, кога веќе говориме, да. 17 март и 27 е закажана, представата се игра во културниот центар Јадро во Дебармало. Намерно решивме со продукцијата да не ја играме представата во театар, во театарски простор. Не заради интимен амбиент, затоа што е независен проект, сакавме да го тргнеме од театар, да се тргне малку од неконвенционално да се тргне малку од класичниот театар, затоа што публиката кога оди во театар, кога влегува, кога купува билет за во театар, се седнува на столче и е на некој начин безбедно оддалечена од актерите. Овде сега ќе се угаси светло, ќе си го изгасам телефонот и ќе си гледам представа, ќе си поминам сат, 2-3 убаво и ќе си одам. Овде не, овде со самото влегување во просторот, не требаше простор кој што е и не е темен, не добивате ни ливчиња, тие ливчиња треба да ги читаат, сега пак влагам во детали, но со самото влегување, како е концептуална представа, со самото влегување публиката веќе станува дел. Јас ги пречекувам. Значи не си седам јас во гримиорна каде што се шминкам и сега инспициентот ме вика, ајде почнува представата, јас почнувам на безбедна далечина од нив. Не. Како се доближуваат до центарот, јас сум тука и ги чекам. И тоа е интересно искуство е затоа што јас кога ги пречекувам луѓето поинаку изгледаат, кога заврши представата кога ги испраќам поинаку. Исто и јас, веројатно секоја изведба ми е различна. Представата ќе се игра и посакувам. Да, ја играв сега викендот, сакам да патувам, ќе одам во Лондон, еве да кажеме на убава работа. Договарам во мај месец ќе играм 2 пати во Лондон. Најдовме многу убав простор. Има голема заедница на македонци кои што живеат и работат во Лондон. Бев таму, се видов со нив, се запознав и реков зашто да не. Значи сите најбови нешта ќе добие интернационална нишка на апсолутно. Сакам да ќе играм и во Љубљана. Во Љубљана има преку 1500 студенти кои што
кои што студираат, живеат. Наши македонци. Има уште еден куп кои што работат. Не знам колку, ама над 1500 има студенти само. Само воли, да. И за нив мораме едноставно сакам да ја изиграм представата. Како не? Како не? Инаку Игор кога влезе во студиото и вели колку време имаме на располагање, велам од прилика половина час, вели шуке зборуваме за половина час, времето нас Зарад се сомнуваш дека немаме прашања, ти немаш имаме одговори? толку многу прашања, толку многу проекти. Јас знам дека некој Не. може би е толку многу представи, текстови кои што ти поминуваат низ глава и така натаму, некогаш ти е здодевно и ајде здодевно процесот, нели треба да ги обсервираш. Сакам да те прашам од мое лично искуство и од вака да речеме, некој пат се чувствувам амбивалентен, сакам, а нешто ме спречува за некаков нов проект. Си имал такви состојби? Контрадикторни со себе? Па да, постојано се случува тоа. Ние сега колку и да звучи ова сега се што го кажав, ова се што го раскажав до сега е една убава приказна која што едноставно ми се случи. Знаете, кога ќе дојде вистинско парче кое што одговара за тебе, тогаш се е природно. Не е само со театарот, тој и со животот, и со љубовта, и со партнерот, и со односите меѓу луѓето. Многу е важно на човек да му се да знае да препознае нешто што му одговара. Нешто што знае да се вклопи со тоа. Мојата театарска приказна или животна не е баш таква. Ми се случува мене да работам представи кои што не стојам 100% зад нив, ми се случува нешто да зезнам, да промашам. Тоа е нормално. Да, и мислам и грешките... Се јадеш себе си некој пат така? Како, дали? Се јадеш себе си некој пат? Па да, ама не сум некој кој што сега ќе се затворам во соба и ќе едноставно го прифаќам тоа како... Веројатно во оваа епока сега. Па да, мислам, во животот премногу работи ми се случија да научив и да сгрешам и да паднам и да кажам да сгрешив и не знам. Знаеш, стравот од незнаење е исто многу голем. Луѓето не треба да се плашат дека не знаат, па ништо страшно не е. Мислам, и во школа, јас кога бев клинец, многу ми беше страшно ако чекај сега ја не го знам ова, замисли сега јас да прашам, јас не го знам ова. Демек само јас не го знам, уствари никој не го знае. Апсолутно. Чувството на одговорност, некогаш тремата и предизвикот за нешто ново е секој од нас ја поседува. И зад камери зборевме, знам дека некој пат е и непријатно здодевно кога те прашуваат што понатаму со некои од проектите кои што едве ги чекаме, ајде апропо преспав и така натаму, ама ќе се сложиме дека во последниве години, Игор, неколку години се случи една така убава револуција за македонската кинематографија, филмови серии, но да прашаме дали некои од овие проекти ќе добиваат свое продолжение. Или тоа мораме да го оставиме како... Не можам. Тоа се 3 точки, тоа е прашалник кој што јас не можам да го одговорам затоа што не зависи тоа од мене. Јас сепак сум еден мало штрафче во целата машинерија, некои поголеми продуценти веројатно ги коваат тие планови и ги решаваат тие политики. И многу е важно се да се вклопи. Јас сакам да продолжиме со се што работиме, тој континуитет е многу важен и не знам, да се снима многу, со други зборови, многу сакам да се снима и серии, и филмови, се. Чекам, како да кажам, чекаме. Знаеме кај сме во светот, во Европа. Многу би сакал да сум дел од големи настани, ама тоа е тоа. Само пред крај го споменавме исто зад камери филмот Трампи на Ѓурча Ставревски, последно нешто на кое што работи. Трампи, да. На последно нешто на кое што работеше. Има некој нов филм во најава или ова ќе биде филмот кој што годинава ќе има премиера? Тоа е последно што го снимав со Ѓорче Ставревски, прекрасно сценарио, убав филм, мислам дека е сега во фаза на постпродукција. Многу малку знам сега до кај е филмот што е, но знам дека сценариото е одлично, екипата е одлична, мислам дека снимивме филм кој што е нешто ново. Во постпродукција? Па да се монтира сега, мислам дека е завршен снимањето е завршено. Голем кејф ми е што и Унковски Ѓорги снимаше филм кој што растури по светот, DJ Ахмед. Тоа е голем успех и мислам дека тоа е патот кој што сите треба да го газиме и да ни даде поттик за понатаму.
Но најважно е да се снима. Најважно е да се снима, тоа значи дека треба да се финансират проекти и да имаме домашна продукција. Имено, не само што си бастион на културата и на театарот и на филмот, јас ќе продолжам и понатаму како фан, верувам Цеца и сите да те следиме, сериозно и да си бидеме поддршка едни на други. Само да прашам колку те рекалибрираа денес сопругата Евдокија со Јаков и Андон, како поминува секојдневието и колку те потсетуваат и прават аха, чекај, тука сум, кај сум. Како е денес када се биде во челите на Игор Ангелов во оваа животна епоха? Па многу едноставно, не е ништо, мислам, мене ми е јасно дека тоа што го правам, јас го прават сите луѓе околу мене, почнувајќи од моето семејство, од брат ми, од соседите, од роднините и вие сигурно сите си ги живееме дневните рутини. Семејството е нешто што сме секогаш, нели, со нив тоа е унија што треба да ја имаме, да ја чуваме и живи здрави да сме, не знам, нешто не ги мозгам, не ги мислам многу работите. Секој ден е нова. Да, секој ден е нов ден, нов предизвик. Предизвик, победа, пораз. Најсоодветниот можеби сега во периодов и чест на сите твои колеги и наши соработници твои од театарот и филмот, меѓутоа рековме со Цеца, знам дека трчаш маратони, посветен си на велосипедизам. Годинава има такви спортски. Па да, тоа не е престанато. Како рече, Маврова е заокружена сега, 33 км. Секој што трча, што џогира, ме гледа на кейсум скоро секој втор, трет ден. Ние си се знаеме, ние сме заедница што ранерите, трчачите што се кажуваме, си се препознаваме сегде. Така да си се гледаме и по планини, и по стазите на секаде. Така да тоа се секојдневни работи кои што си ги правам и така. На слушалите само ме праша како идат со рекламите за еден интернационален бренд период, секаде те гледаме. Тоа е прашање длаче. Тоа е добро, тоа е дел од мојата работа. Се случуваат и такви активности? Па да, мислам супер е тоа, многу. Само честитки аплауз беше од колегите од режија.